Предлог измените во Законот за работни односи се штетни, не смеат да поминат. 10 дни се одгласен текстилец на денешниот брифинг со новинарите. Преку вас медиумите сакаме да упатиме апел до властите, министрите и пратениците дека нема да дозволиме ново штета на грбот на работниците. Има многу други работи кои што треба да се сменат во Законот за работни односи, во Закон за трговија, кои што се заштита на бремени жени, заштита од несолвентност за компанија, поврзување на евиденција на работно време со институција, евикасна борба против сива економија и неплатен труд, но очигледно властите, пратениците, министрите се ажурни само кога треба да намалат одредени права, повторно на грбот на граѓаните, на работниците. Нејавените измени се однесуваат на чекорот од Министерството за труд и социјална политика да воведе преку време на работа подолго од 8 часа неделно. Ова се однесува, како што истакна одгласен текстилец, за проект што според власта е од стратешко значење на државата, при тоа сметајки на изградбата на коридорите 8 и 10. Дополнително и работење во недела која за жал репрезентативниот синдикат ССМ им го дозволи да мине онака како што мина и сега имаме преку 47 небитни дејности кои што им е дозволено да работат во недела, а сега се додава конкретно и за овој закон дека работниците може да работат во недела со измени и дополнување на Законот за работни односи. Стратешки е да се размислува за доброто на работниците според нас, за зачувување и ценење на работничкиот труд и благосостојба, а не враќање во некаков феудализам. Потекнати од претходна успешна доставена иницијатива до Уставниот суд, одгласен текстилец се убедени дека ваквите измени што би биле на штета на работникот, сепак нема да добијат право на граѓанство.